Братучерот на премиерот Зоран Заев, Трајче Заев, не одговара на прашањето на Алфа дали неговиот возач Александар Ушилковски е еден од приведените во вчерашната акција во која беше запленета дрога вредна 800.000 евра. Токму неговото име едно од некои медиумите ги објавија како дел од фатините во оваа акција на македонската полиција и американската ДЕА. Од МВР соопштуваат дека се уапсени 6 лица, меѓу кои 45 годишниот АУ, за кого медиумите се тврди дека е шоферот на Трајче Заев, како 46 годишниот КС, за кого се тврди дека е командир на полициската станица во Прилеп. Осумничени се каструле кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Вкупната количина на фатена дрога е 200 кг марихуана. Во близина на селото Раец биле запрени патничко возило Ауди А8 со скопски регистарски ознаки, во кое биле пријавените КС и МЗ. Веднаш потоа е запрено патничко возило Дачија Дастер со скопски регистарски ознаки, управувано од АУ, каде како сопатник бил ГК, а заднив и товарно возило Комбе, во кое се наоѓала поголема количина дрога спакувана во 40 картонски кутии, во кои имало 400 полиетиленски пакувања со дрога. Од опозицијата изразуваат сомнеш дека оние кои се фатени со дрогата биле поврзани со семејството на премиерот. Велат доказ за тоа е самото тоа што меѓу приведените е возачот на Трајче Заев, но и апсењето на командирот на полициската станица Прилеп, Кире Спирковски. Дрогата е запленета во Комбе со грчки таблици за кое што се сомнева дека е во посед на фирма која што е во сопственички удел во Medical 420, фирма која што има добиено лиценца за одледување марихуана, конкретно во Битола, и тоа има добиено лиценца за одледување марихуана од власта на СДСМ и Зоран Заев во некаде кон крајот на 2017 година. Што е тука симптоматично? Повторно прашуваме дали возилото со кое што се пренесувала дрогата е во собственост на фирма на Трајче и Бобан Заеви. Како и во случајот со пасошите, македонската полиција поддршка и за овој случај имаше од американската амбасада, од каде ја потврдија таа информација. Во овој случај, како и во случајот со пасошите, работевме заедно со МВР и даровме техничка поддршка. При претреска АУ, за кого се тврди дека е шофер на Трајче Заев, во стан во Скопје пронајдено поголемо количество оружје, муниција, гранати, барути, делови за оружје, а при претрес извршен во стан во Битола, кај него се пронајдени 13.600 евра и 50.000 денари, колекција луксузни часовници, како и документација за фабрики за производство на марихуана во медицински цели.